Во придружба на градоначалникот на Илинден Жика Стојановски, Груевски ја посети локалната економска зона во која од 55 парцели веќе се продадени 45 и повеќе фабрики веќе работат и вработуваат голем број на лица. Која година го инсталиравте? 2014 пуштено во употреба. 2014. Така да функционира благодарение на општината. Како ви оди? Добро, приклучени сме значи метростаница. Не во меѓутоа нели со МЕПС имаме ние договор со тие обновливи шосе, користење на тие повластени тарифи. Колку чинеше инвестицијата? Па негде 130.000 евра. 126.000 евра. Колку е проценката за поврат дека ќе биде? Па негде 5 години. 5 години поврат. Жителите во разговорите со Груевски велат дека се задоволни од условите за живот и како се развива општината. Изградивме проект од 10 домови на култура, го завршивме. Остана уште Марино и Миладиновци, тие се во план. Веќе проектите се изработени, локацијата е позната и за оваа година веќе е пуштен тендерот за јавна набавка за Еве го, така работите. Значи проектот е готов и објавен е тендер за да се најде изведувач да го изгради. Предходно во населбата Илинден во употреба беше пуштена фекалната канализација со прочистителна станица. Имаме проект завршено, меѓутоа почнавме од најнискиот дел на општината, кај што сепак подземните води се многу високи и почнавме од тој дел, значи до сега 3 сегмента, инаку Миладиновци е опфатен со еден сегмент. А за ова второто за фекалната 2017 ќе се гради. Експанзијата на Илинден продолжува и со изградбата на типската населба Јака, која сочинуваат 500 градежни парцели, од кои досега се продадени 490. Во населбата веќе се подигнати десетици куќи, а општината ја гради инфраструктурата. Значи 500 локации. 500 локации и веќе е затворен проектот. Ни остана за продажба уште десетина парцели. И овој проект сега веќе може директно да се вклопи со проектот Купи куќа за млади. Одобрение за градење негде 80% имаат, сега се во фаза останатите 20% и веднаш да си конкурираат. Значи уште првите разговори со вас што ги водевме идеи, уште од 2011 крајот, почетокот 12 ние веднаш стапивме со реализација. Градоначалникот на Илинден планира најмалку 1000 нови локации, од кои што 850 ќе се предвидат веднаш до ова населба, каде што има 500 локации, значи во продолжеток натаму ќе има уште 850 локации, а од другата страна на автопатот во пределот на Иватовци ќе има уште 150. Груевски ги посети економската зона Марино Кадино, типската населба Јака, а присуствуваше и на пуштање во употреба на нова фекална канализација со прочистителна станица, рекреативна патека и амбуланта.